Здраво и добре дојдовте во уште едно видео на Bushcraft Македонија. Веќе имате гледано како се пали оган со магнезиумово стапче или кремен и парче метал или нож. Во ова видео ќе прикажеме како може да запалите оган или да започнете оган користејќи само една рака во сценарио кога раката не е онеспособена или повредена, како можеме да го употребиме ножот со материјалот за подпал кој или го носиме со себе или сме го собрале околу нас. Првиот начин е со ножот кој во овој случај има на крајот изложено дел од металот кој продолжува за сечилото, може да се искористи како остар раб за да фрлиме искра од магнезиумовото стапче. Значи, го земаме ножот, доаѓаме и клекнуваме покрај местото каде што сакаме да фрлиме искра, да запалиме оганот. Претходно го извадиме магнезиумовото стапче, значи со едната рака кога ни е повредена. Ножот го ставаме позади коленото и материјалот кој сакаме да го запалиме, кој сме го собрали или направиле, го ставаме директно под ножот. Значи, тука и веќе имаме пламен. Ова нешто исто функционира ако носиме веќе подготвен материјал за подпал, од тие памукчињата кои се или натопени со восок, или се само памукчиња, тие можеме да ги разложиме, да ги изложиме овие влакненца кои би се запалиле. Ова нешто може да тргнеме на страна, да не проложи гори. И повторно го ставаме точно каде што знаеме дека искрите ќе бидат и веќе имаме пламен. Ова е првиот начин. Сега може да ги додадеме нештото кои под претпоставка веќе сме ги собрале за да го започнеме тој оган. Вториот начин како може да запалиме оганот кога едната рака ни е повредена, ножот нема ваков изложен дел на крајот од рачката, можеме сепак да го искористиме ножот и магнезиумовото стапче. Значи, доаѓаме каде што би го правеле оганот, ќе го извадиме магнезиумовото стапче, материјалот за подпал или во случај овие памукчиња кои користиме и за подпал, ама сега за демонстрација, ќе го извадиме ножот, ќе земеме едно парче дрво и ножот ќе го сечилото ќе го згазнеме вака. Тука знаеме дека искрата ќе биде. И веќе го имаме пламенот и можеме да го започнеме оганот. Значи, едно дрво на кое го подпираме ножот и фрламе искра точно под тоа. И третиот начин како можеме да запалиме оган користејќи го ножот ако едната рака ни е повредена, ножот можеме да го заглавиме во парче дрво. Значи, вадиме кременот, вадиме ножот и можеме да го заглавиме тука, можеме со дрво да го прицврстиме повеќе, но мислам дека ќе биде доволно. Материјалот за палење на оганот го ставаме директно до ножот и користејќи го овој рап на ножот фрламе искра. И ако ножот падна, ние веќе имаме оган од прва. Така да, ова се тие три начини кои можеме да ги користиме да запалиме оган со една рака во случај кога другата ни е повредена. Поздрав и останете будни.